Ако ми дозволите, јас да укажам на една забелешка, дека на ова што го имаме како електронски систем, покажа дека сме на 12-та точка и јас се спремав да дадам забелешки по однос на 13-та точка, а сега гледам дека веќе е стигнато до 14-та, не може човек да знае дали системот во ред или вашите најави, но ако ми дозволите кратко за она што го спомна претходно колегата пратеник Игор Здравковски, само да го дополнам за второстепената комисија. Има уште неколку незаконитости, не е само Даница Чадиева. Се извинувам, бидејќи беше грешка во системот, затоа барам да ми се дозволи. Се бара, за да биде член некој на второстепена комисија од управна постапка и постапка во работен однос, се бара да има 4 години работно искуство во управни работи. Овде ни е предложена од Охрид Ивана Шапкар, која што работела во Стопанска банка АД Битола, а според законот пишува во член 4, Закон за општа управна постапка, АД Стопанска банка Битола не е јавен државен управен орган или институција и не може човек кој што работел во банка да има 4 години искуство во управни работи. Ова е незаконито и е основ за разрешување. Не само за разрешување, ова е основ доколку се донесе решение од оваа комисија, основ е за жалба за поништување на тоа решение. И уште еден таков член има, Весна Илиева Лубурич, која што работела во АД Мепсо, исто така АД Мепсо, ако го прочитате Законот за општа управна постапка член 4, не е управен орган. Не може во АД Мепсо и 4, и 10, и 20 години да работите, вие немате 4 години искуство во управни работи и не можете да бидете законски предложен член за второстепена комисија за управна постапка и за постапка од работен однос. Така што со овие два члена, со Ивана Шапкар и со Весна Илиева Лубурич, самата комисија има членови кои што не го исполнуваат законскиот услов и утре некој вработен, ако изгуби жалба пред оваа второстепена комисија, ќе има основ да се жали дека жалбата е неоснована, бидејќи во неа учествувале или ја донесувале лица кои што не го исполнуваат условите. И има уште еден член каде што има конфликт на интереси, тоа е Даниела Бочварска, таа е во роднински односи со министерот за транспорт и врски и сега во предпоставена ситуација, доколку некој се пријави и има жалба од тоа министерство, тогаш прашање е како таа ќе се... Тоа е, ја што го располагам, може би се или не се, но сакам само да кажам кој се загрижен, која е таа загриженост. Но, ќе напоменам уште еднаш, Ивана Шапкар и Весна Илиева Лубурич не ги исполнуваат законските услови за најмалку 4 години искуство во управни работи при работа во државни органи, јавни институции, министерства, општина, град Скопје и слично, бидејќи не работеле. И доколку бидат членови на оваа комисија, да знаете дека решенијата на комисијата ќе бидат спорни за многу луѓе и за многу судови. Благодарам.